Еве назад во студиото на утрински брифинг и го превртуваме листот од вториот дел од програмата. А во вториот дел од програмата во 9 часот и 11 минути нема да ја имаме она економска тема, таа ќе оставиме за утре. Ќе разговараме за тема поврзана со здравството. Имено во овој период на пандемија децата работат преку компјутер, возрастните заработуваат преку компјутер, оние повозрастните пак ја немаат истата физичка активност од претходно. И како таа година и пол седење дома или седење на повеќе на стол влијае на самиот скелетен систем, затоа ја имаме доктор Александра Димова, специјалист ортопед од One Hospital. Добро утро. Добро утро. Господи Димова, јас напоменав само дел од она што значи промена во време на пандемија, како колку е загрозен скелетниот систем од начинот на кој што ние функционираме денеска. Скелетниот систем беше загрозен и пред пандемијава, затоа што начинот на живот кој што го имаме денеска во однос на некои минати времења веќе е многу постатичен. Сите сме врзани со компјутери, сите сме врзани со седење, меѓутоа особено изразено тоа стана сега во текот на пандемијата. Од кога почна карантините, од кога почна ограничувањето на движењето надвор, и се случува многу негативно влијание кај сите возрастни категории. Да. Повелете. Тие возрастни категории ги поделивме на почетокот на прашањето на деца, на оние што значат, нели, возрастни и повозрастните. Имали може ли да се направи некаква систематизација за тоа кој најмногу страда? Не би рекла дека некој посебно најмногу страдаат, сите страдаат еднакво, но страдаат на различни начини. Можеме да почнеме од децата, бидејќи како што знаеме, тие се сега врзани со онлайн наставата и добар дел од денот го поминуваат пред компјутер, пред лаптоп во неприродна седечка позиција, без речиси никаква физичка активност. Самиот раст и развој кој што им се случува во таа возраст и кој што е интензивен, страда од немањето на физичка активност и часовите по физичко се случуваат пред компјутер, значи некои минимални вежбички пред екран кои што се сосема недоволни. Така што имаме неколку проблеми. Едниот проблем е гојазноста, значи вишок килограми, зголемена телесна тежина, а другиот пред се ортопедски проблем е појава на деформитети. Деформитети пред се кои што се однесуваат на самиот рбец. Појава на сколиози, појава на кифози, појава на неправилно држење на телото, скратување на задните мускулни ложи на нозата, значи сето тоа е многу поизразено во овој период на пандемијата, а да напоменам дека при тоа и самата редовна докторска контрола, значи од систематски прегледи па преку лично носење од страна на родителите на редовни прегледи, исто така е намалено, односно да не речам речиси го нема, така што не ги ни следиме тие деформитети па да ги фатиме на време и да ги третираме во добар дел од случаите и тие стануваат уште поизразени. Да, од вашата пракса колку е зголемен бројот на пациенти, бидејќи на почетокот на разговорот напоменавте дека проблем со скелетниот систем имавме и пред пандемијата, меѓутоа во време на пандемија колку почесто се јавуваат вакви проблеми и истите доаѓаме до она како до решение, нели истите се решаваат со природни вежби на телото или мора да влезат и медикаменти, односно лекови во решавањето на нови проблеми, здравствени проблеми?
Она што е поприлично забележително во овој период, јас во разговорите со моите пациенти сакам да кажам дека во целава оваа пандемија имаме епидемија од проблеми со арбетот и со вратот, односно проблеми од типот на лумбална болка, на дискус хернија, на болка во врат и така натака. А тоа се должи повторно пред се на седењето и физичката неактивност. Тоа биле некои проблеми кои што претходно си тлееле, секако, не се појавиле туку така, не паднале од небо, меѓутоа самото долготрајно седење за арбетот е најлошата позиција и сега во оваа ситуација просто имаме една навалица на пациенти кои што се жалат на болки во половината, болки во грбот, болки во вратот и неретко и со подраматична клиничка слика, односно со изразени болки кои што ретко можеме да ги решиме без првично барем во некој пократок временски период да дадеме медикаментозна терапија. Значи кога станува збор за дискус херниите кои што даваат една акутна клиничка слика на јаки болки во половината со пропагација према нозете, едната или двете, дури имаме оневозможеност на движење заради силни болки во еден период и тоа треба агресивно медикаментозно да се третира на старт пред да преминеме на некоја наредна фаза на третманот која што би била физикална терапија, која што би била вежби, која што би била пливање, а во некои случаи се завршува и со хируршки третман. Доктор Димова, колку бидејќи сега доаѓаме до оние пост-ковидни ситуации каде што многу различни луѓе имаат различни последици. Ортопедијата наоѓа ли во целата оваа пандемија и третман на пациентите подолготрајни последици по прележување или по заболување од COVID-19? Многу често пациентите во тој пост-ковид период се жалат на разни болки врзани со мускулоскелетниот систем. Нешто што е очигледно карактеристично и интересно за COVID-19 е што се работи за еден многу паметен вирус, би рекла, кој што напаѓа, секој организам го напаѓа на некој начин различно, не буквално во патофизиолошкиот механизам, меѓутоа како да ги наоѓа најслабите точки во секој индивидуален организам и заради тоа имаме многу различни клинички слики кај различни пациенти, а една од тие слаби точки се секако некои проблеми врзани за мускулоскелетниот систем, дали е тоа кичма, дали е тоа врат, дали се тоа зглобови, така што и во постковидниот период долготрајно знаат да се жалат пациентите на болки, па не само болки, на ограничувања во движењата врзани со тоа. И што треба да направат овие луѓе, овие пациенти кои што имаат последица после короната? Треба да имаат прво добра суплементација со D-витамин, кој што има двојно значење во случајов. Едната улога на D-витаминот е во подигање на општиот имунитет и одбранбена способност на организмот, а другата работа е секако влијанието на D-витаминот на самиот мускулоскелетен систем. Така што најдобро е во случај кога имаме поизразени постковидни симптоми од тој тип и лабораториски да се направат некои анализи и да се види каква е состојбата во организмот со D-витамин, со калциум и некои други параметри врзани со тоа.
и да се даде соодветна суплементација, односно соодветни дози на D-витамин. Доколку има потреба, нели, болките да се купираат и со некоја аналгетска терапија, и тоа се уклучува. И третото многу важно е секако одреден вид на физичка активност, дали ќе биде во вид на физикална терапија, дали ќе биде во вид на индивидуални вежби за секого поединечно во домашни услови, а секако нешто што е препорачливо е и престојот во природа и движење во природа, обично пешачење, согласно со кондицијата колку му дозволува на секого поединечно. Во периодов барем тоа веќе станува поизводливо, затоа што времето е потопло, денот е подолг, еве сега и мерките се разлабавени, значи може да се најде начин да се престојува во природа без да биде загрозено здравието во однос на ковидот во смисол на контакти со други луѓе. И доктор Димове, доаѓаме до оно прашање кое што е можеби најактуелно, тоа е дека масовната вакцинација е започната. Се вакцинираат сега според министерот Венко Филипче, тоа интересот треба да биде многу поголем од она што го имаме во моментов. Меѓутоа, прашањето ми е врзано со децата. Вакцините и децата, што може да ни кажете во однос на ова? Треба ли да се вакцинираат? Има ли опасност да се вакцинираат? Бидејќи не знам се какви истражувања постојат за влијанието на вакцините во однос на децата, меѓутоа она што го има ортопедијата како наука врзано со процесот на вакцинација, што очекувате ви од целиот процес? Вакцинацијата кај категориите на помладата популација веќе во светот почна да паѓа возрастната граница за препораки на вакцините, значи првично беше над 18 години. Сега веќе во повеќето земји препораките стигнуваат над 16 години, а се калкулира и со возраст од 14 години. Не можам да тврдам дали е тоа се уште официјално, но веќе се зборува за тоа. Вакцините секако дека не можеме 100% да знаеме на долги стази какви се ефекти ќе имаат, меѓутоа од целиот состав на вакцините и од се што знаеме за вакцините од претходно, на растот и развојот не би требало да имаат никакво влијание. Се наоѓаме во една ситуација во која што вирусот, како што гледате, мутира, се појавуваат нови соеви кои што на почетокот децата беа доста заштитени од овој вирус, односно или не ги напаѓаше или доколку се заразеа, тоа го поминува асимптоматски или со многу лесни клинички слики, но веќе новите соеви не се така безазлени и кај таа помлада популација. Така што, како што ќе се развиваат ситуациите, така ќе се налага и процесот на вакцинација. Сега сме ние во една многу незгодна фаза. Процесот на вакцинација е почнат, се уште немаме некоја сериозна масовност. Шаренолики возрастни категории се вакцинираат, затоа што едниот приоритет е по возраст, а другиот е по професионална изложеност, така да од разни генерации луѓе имаме вакцинирани, меѓутоа повеќето се уште само со една доза вакцинирани или пак е кратко време поминато од втората доза, и тоа е фаза кога тие луѓе без разлика на тоа што се вакцинирани се уште можат и да се заразат со ковид и да бидат преносители на истиот, така што сега треба многу внимателно и со многу почитување на мерките да се оди, а во тој смисол децата се уште поризични, како што беа и од самиот почеток, затоа што се преносители, а не секогаш се со некакви манифестни симптоми. Така да сметам дека доколку не го ограничиме ширењето на вирусот со вакцинација само на возрастната популација, секако ќе се наложи понатака да се вакцинираат и децата. Но тоа сега во моментот не може со сигурност да се тврди. Се ќе зависи од тоа како ќе се развива целата ситуација со пандемијата и колку ќе мутира вирусот во еден или во друг правец, бидејќи
Очекувањата како што подолго трае пандемијата е дека сепак вирусот покрај овие лоши мутации што ги покажа до сега ќе направи една мутација во смисол на ослабување на моќта на истиот вирус, како што веќе поминува од човек на човек. Така. Доктор Александра Димова, специјалист ортопед од One Hospital, ви благодарам на одвоеното време, ви благодарам на овој разговор, оваа анализа и пораки и ќе имаме прилика да разговараме повторно во утрински брифинг. Благодарност. Ви благодарам вас на поканата.